Скарата се изеде. Природата е рај. Поздрав соработници. Среќен 1 мај или 2 мај како бе. Не знам до толку многу работам што поќе не знам ни кој датум беше, ни шо датум беше. Битно скара да седиме све. Пошто иначе знаеш како. Работна сила на манџа сме учени. Како викаат старите, сака манџа да се намакаш со лебо за може да работи. И нормално за се направиш 200 кила, со 300 проблеми со здравието, ама нема врз. А па скарата не чинела. Како не само месо суво ќе се јади. Ја мајката. И џунфали не животните ве шојат месо. Ни лепјат, ни ништо мевце. И то си палиш скара на дрвца, здраво бате. Месо чисто, здравје. За нормално експертите нема месо чисто, сето тоа е со антибиотици, вака правено, така правено. И таквите наскара да не викаат. Тие и овие салатата што ќе ви ја јадат без ништо. Сав да речам месо чисто убо на скара на дрва направено без никакви глупости и додатоци. Не чинело? Чинело манџа некоја со запршки 300, со брашна, со не знам шо, па тури подпечи, па не знам какво. Па земи леп некој кузне каде правен, кузне каков, со кузне шо хемикали во него, па макај во манџата то мрсното што е запрженото, многу здраво е вака, макај го. Ми рипна холестероло сам од муабето. Го дај да се пуштиме ние шпицата, да си зборниме малце. За скаричинат. Божи, ајде да те пуште. Ни фалат поке денови како е 1 мај да ти кажам искрено. Не дека мора да е само тој еден ден за скара и дека мора празник да е за си направиш скариче со друштво и дојдете во природа. Ама некако такви времиња дојдоа некои брзи никакви сите само брзаме гледаш на празник седнат работа. Вчера од Крштевка излегов емисија да снимам. И некако дури да има навика луѓето некојаш да прават така поке ретко кој прави. А важиме како за земја што сака да си прави скариче, да си прави излети, сака природа и така натаму. А ретко кога друштва се собират ако не е 1 мај или Великден или некој празник тако, да си одат в планина или да си одат по селата од кај што се родум и да си се соберат фамилиарно и си направат скаричи. А за разлика од кај нас пример овие земјите на кај Западна Европа, што ги сметаме за многу поладни од нас, нели? Секој слободен момент, викенд, шо дае, го користат и ги полнат паркчињата, бе брат. Јас во Келн се најдов на чудо. Секој викенд беа фул паркоите, скаричето запалено, до душа не беа германци, претежно беа други култури, ама не бит. Значи излезени во природа, скаричето, галама, музиче, ти реков ми рече, а ги речиш Германија си забрането, може да пријавуваат, може да појмане, може да се обележани места кај што се прави скара, не знам. Ама барем во малото кај што бев, тоа го гледав секој викенд. И то се кладам нив дека не му е толку многу за скарата колку ние на пример преби излегле за скарата колку за природата. Како и да ни фалат поке вакви ден. Нема поке време народо, никој не се дружи како порано што се дружеа луѓе. Се до душа кај нас малце терсене, пошто имаме луѓе што се многу меракли вака шуми да палат, па секој лето се дешаваат пожари, па то нормално носи некои други правила кај што ќе ти забранат да направиш скариче. Ама како и да е, то дефинитивно треба да се регулира малце, да има начин шо може, шо не може, кај може и не може, и да му се дај малце на луѓето една издишка од ова секојдневие. Оти како тргнале работите, во роботи се направивме. Брзаш да станиш, да стигнеш на работа, таму брзаш да досработиш цело време, после тоа брзаш дома да се вратиш да видиш фамилијата, па брзаш да се доспремиш сега да си легниш, брзаш и во соно за да станиш па савајле на работа дој. На тоа се сведи живот. А вамо од друга страна ти вели брзата кучка слепи кучи на раѓа. Ај са ти најди му НЗС. И се обавезно имаш некој што ќе речи: "Не бе, бате, сака пари за скаране, ето туку така оди." Отиве дома нема да јади. За дома не ти требаат пари за јадење. Абе не само јадење ми пиењето. Тука е најголемата болка кај луѓето. Сите сакаат да пијат иако може и некој да ги носи. Уште ако може некој да ја купи скарата и пијачката и само да одат тие и да ги дојси некој да ги врати и да изужива. Вие многу ферве, што сме ние што не пиеме таксисти? И реално не е секогаш до пари. Секако ќе купиш нешто за викенд. Баш ка не го купуваш сам. До приоритетите. Пошто како врват годините, сите си наоѓаме некои наши приоритети. Како помлад, ти си правиш исклучоци и ќе речиш: "Чекај бе, не ми одговара, ама ајде за екипата." Како врви времето, како гледаш дека секој си тера по своето и на никој не му е гајле тебе што ти одговара, си велиш: "Па знаеш како? Па кој ве прашва?" И така полека, ама сигурно луѓето се оттуѓуваат. А бога ми покрај другото и овие нови модерни времиња многу придонесоа да се намалат тие дружби, скариче и забави во природа. Оти ќе речи, оти кој што рековме во шпицата, имаш нели свесни и совесни граѓани, освестени од тиранијата во светот, што се залага за правата на животните, бидејќи нели животните се подобри од луѓето и за луѓето не вреди да се бориш, туку само за животните. Јако ми е што луѓе со вакви изјави сметат дека се добри луѓе. Неверојатна работа. Како и да е, имаш такви активисти што се борат, месото не чини, не јадете месо, зошто животните се одгледуваат во фарми само за да бидат убиени,
и за тоа месо да се јади? Па затоа што на пример еве да речиме дека ни се јади скара, така на поголемиот дел од планетата ни се јади мевци, пошто нели сме се што јади. И на времето, ко немало ништо, ко не сме биле толку паметни како човештво и сме морале да го ловиме то мевцето, така. Значи за да јаеш месо пред не знам 2000 години, 2500, требало денес да излезиш од дома и доиш да уловиш. Оти иначе ќе јаеш патати. Јарно, ама со тек на времето луѓето сфатиле дека знаеш како? Ако не го тепам онај воло и та кравата со него шо е, можда ќе ми направат покетелина, можда ќе можам да и врзам нивата да изорат, да не се мачам ја. И така полека почнавме да ги инкорпорираме животните во нашиот секојдневен живот. Пошто нели ние сме тие што сме наводно интелектуално супериорни суштества. Па така човекот наместо да мора да оди да лови, си одгледвал дома и го ге сакал мевце, си имал во дворо. Јарно за текот на годините нели индустрија, поке луѓе, поке побарувачка, поке куповна моќ, почна сите да сакат месо да не му се поке патати на луѓето. Знаеш ти што значи само па компири се тие патати, компири само даеш, знаеш што значи? Убиство, манџа празна само вода и компир натре. Па на некој нагрешка мевце му паднало во манџата, но вкусна дошла, опа, хајде сега и за во манџата месо треба. И почна побарувачката на месо да расти и луѓето си рекоа, знаеш што? Што не земе ние поке од тие волој, крави, чуда, бишенце во ануа, направиле поголеми фарми, масовна репродукција и така натаму, да не кажуваме цела историја. Мојот беше на овие што прашваат зошто се одгледуваат животните за да се јади. Затоа што толку многу му треба на луѓето месо, што кај нас во Македонија покрај толку многу месо што имаме, покрај толку многу животни, ние па 99% од месото го увезваме од онаму од Уругвај, од Аргентина, од не знам каде. Значи има потреба. И за тоа било нечовечно кон животните, можда. А на крајот на денот знаеш како? Кој ги праша? Извини вака, ама кој ги праша? Ланецот на исхрана е тој. Ние не сме криви што сме нашле начин како да не си ја мачиме душата секој ден. И на крајот на денот дали кравата ќе биде во природа или нема биде во природа? Дали ќе ја јади волко или ќе ја јади васко? Мање више судбината таа. Сум јас сваќам дека грубо звучи. И сум дете што е со животни порастено. Арно исто така сум дете што е порастено во реалноста. Што го сваќа кругот на живот. Што не живее во некоја фантазија, во некоја заблуда. И сум дете што кога се распали скаричето одма некако поубо на душата ми. Освен ако некој нели некла и плескавици од тикви направи. Што патем немам против. Сите треба да си јадат тоа што сакат да си јадат, тоа што му е мило на душата. Ама ако може да бидиме поштедени од лекците, ви се замолувам. Пошто не знам зошто, а се спомни скара, мора некоја се најди тука да кажва приказни. Месото, нечини, растенија, ова, она. Море полиција софра. Јас те прашвам оти му пасиш тревата на кравите. Те прашвам оти пиеш суплементи, протеини, оти не ти стигат. Ти зборам за тоа дека се убиват милиони животинчина, птици и чуда за ти таму некаде да јадиш киноа. Чулабајте малце. Поентата на скарата е дружбата, е веселбата, убајната. Да си направиш лабав муавет, да се олабај. Не е поентата лекци да слушаме за исхрана. Никој не е ки паметњакович. Кај ги спомнав, кај се запусти. Чубо си планирав за мевцето вкусно да си зборам, да си прам муавет за скаричина, огно и чуда. На крају муавето го завршив со овие свесните луѓе. И за не биди таму застанат, ќе завршиме со песна. Огана го гори брезо во Македонијо. Тарарараram. И мислам дека доста е за денес. Се надевам дека убаво си поминавте за 1 мај. И се надевам дека ако ништо друго ќе подучиме малце овие новите генерации што се подома учени на компјутер да седат, барем за празници да излезат вака во природа, да се соберат друштво, да одат и да изуживат. Би рекол да јат скара, ама дур да научат да пратат скарата, ќе поминат неколку години ќе јадат исушени изгорени мевци на живи внатре. Ама тоа е убајната, да имат приказни за раскажување. И толку од мене за денес. Ви останете на нашата програма, а со мене се гледаме наредна епизода. Поздрав, имајте убав ден.